Градежните работници на коридорите 8 и 10 ќе работат 40, а не 60 часа неделно, пресече Уставниот суд. По реакциите од синдикатите се брише членот од законот според кој работниците се ангажираат во просек од 60 часа неделно во текот на годината. Во членот 12 меѓу другото е предвидено дека работното време на секој работник во просекот може да биде 60 часа неделно во текот на годината. Уставниот суд оцени дека со овој член се повредува правото на дневен и неделен одмор, односно дека е во спротивно со Уставот. Според Законот за работни односи, полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно, информираат од Уставен. Инаку според меморандумот што го потпишаа владата и Бехтел и ЕНКА, планот е преку посебен закон без меѓународен тендер изградбата на патиштата да се даде на овој конзорциум. Тој би требало да проектира изгради автопати на делниците Тетово Гостивар Букојчани, потоа Требеништа Струга Ќафасан и Прилеп Битола. Од Сојузот на синдикати го поздравуваат овој чекор, зашто како што велат работниците имаат право на одмор и тие во никој случај не може да бидат робови. Бараат почитување на работничките права согласно закон. И да поминеше ваква одредба во член 12 како што беше зацртана во законот, немаше да дозволиме и ќе правевме дополнителен притисок и пред Уставниот суд и пред владата, бидејќи со ова ќе се нарушеше не само работното време на градежниците, туку се појавуваше опасност да тоа се зголеми како работно време во сите дејности. И овој договор беше склучен во 4 очи помеѓу владата и инвеститорот, односно Бехтел и ЕНКА, америчко-турскиот конзорциум, каде што ние велевме дека и покрај тоа што немаме таму членови, можеби нема да има и македонски работници на тој објект коридорот 8 и коридорот 10, сметавме дека кој да работи не сме во Република Македонија да работи 60 часа во просек неделно додека трае проектот. Претходно вице-премиерот Фатмир Битиќи рече дека не го гледал тој член како ускратување на одредени права, туку оперативна можност фирмата да работи. Ја не би го гледал тој член од аспект на ускратување на одредени права, туку од аспект на оперативна можност на самата компанија да работи. Во меѓувреме, Сојузот на синдикати подготвува колективна тужба за неусогласување на колективните договори согласно Законот за минимална плата. Тужбата, како што велат синдикатите, ќе биде поднесена пред домашните и странските судови.